Здраво на сите, за тие што не ме познаваат, јас сум Димитар Беќарски, доктор по општа медицина. Во денешното информативно видео сакам накратко да зборувам за тоа што е инсулин, а што е инсулинска резистенција. Инсулинот представува хормон кој што се произведува од страна на панкреасот. Неговата главна улога е да им помогне на клетките во човековото тело да ја искористат глукозата од крвта како извор на енергија, односно да ја складираат за подоцнежна употреба. Додека пак инсулинска резистенција представува намалена чувствителност на клетките за инсулин, па затоа панкреасот почнува да компензира и да ја зголемува продукцијата на инсулинот за да ги одржува концентрациите на глукоза во нормални вредности. Ова може да не покажува симптоми долго време, но со текот на времето може нивоата на глукоза во крвта да се зголемат и да настанат одредени метаболички нарушувања. Најчести причини кои што можат да предизвикаат ваква состојба се зголемено масно ткиво во пределот на стомакот, недостаток на физичка активност, генетска предиспозиција или одредени хормонски или метаболички нарушувања. Важно е да разбереме дека инсулинската резистенција не е болест, туку е клучен фактор кој што може да допринесе во развивање на одредени болести, вклучувајќи ги кардиоваскуларните заболувања. А од друга страна, можеме да превенираме истите да се појават. Доколку имате било какви прашања или загриженост за вашето здравје, најдобро е да се консултирате со вашиот матичен лекар. Доколку ви се допаѓаше видеото, следете ме за повеќе информации во иднина. Ви благодарам.